Програми од прва категорија, наменети за целата публика. Добар ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за кардиометаболизам, односно што ни кажува нашето тело. Моја гостинка и соговорничка во денешното издание на Добриот доктор е доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист, интернист, кардиолог. Докторке, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, ви благодарам за поканата. На почеток, што всушност значи поимот кардиометаболизам и зошто се повеќе го слушаме? Кардиометаболизам е всушност сублимат на она што веќе во кардиологијата, па и во другите дисциплини од интерната медицина, ендокринологијата и заболувањата на метаболизмот, веќе се перцепираше дека е поврзано, односно коренот на проблемите, кардиоваскуларните компликации се препознава во ендокринолошките растројства, шеќерот и скриениот шеќер, нели како најчест ентитет кој го познаваме, како во последно време се диференцираат и заболувањата на метаболизмот. Така што она што веќе и претходно беше припознаено од страна на кардиологијата, практично ние во нашите гайдлайнси неколку години наназад имаме гайдлайнсите се нели упатства за лекување на болести, имаме оддел што се нарекува кардиолошка диабетологија. Така што оваа нова дисциплина ги интегрира причините во едно, бидејќи всушност заболувањата не се засебни, туку се испреплетуваат. Така, затоа станува посебна област во современата медицина, за да се најде коренот, односно причината. Токму така, за да може всушност лекувањето, диагностицирањето и лекувањето да се насочи токму во тој правец, во причината за настанувањето на овие проблеми. Така. Каква е поврзаноста помеѓу срцето, крвните садови и метаболизмот? Кога веќе имаме метаболни нарушувања, тоа значи вообичаено кај оние лица, оние луѓе кои имаат покачена телесна тежина или имаат централна дебелина, имаат неподвижност, ние можеме да наблюдуваме од оние рутински лабораториски тестови кои што ги правиме и мерења всушност за време на прегледот, како телесната тежина, покачениот крвен притисок, од лабораторијата ги наблюдуваме триглицеридите, гликемијата на гладно. Сите тие се всушност многу малку може да бидат компензирани, може да бидат во рамки на референтните вредности, а всушност во организмот да се случуваат сериозни проблеми. Така, например, една особа која што има скриен диабет, кој што се должи на покачениот инсулин, па дури и не мора да има скриен диабет, циркулирачките нивоа на покачениот инсулин во позадина може да предизвикаат сериозни компликации, сериозни последици, бидејќи инсулинот кој што стои во позадина на овие проблеми, како патофизиолошки механизам, заради присуството на тие екстра во обем присутни масноти, особено околу стомакот, действува како блокатор на инсулинот, па организмот реагира со компензатор на хиперинсулинемија. Инсулинот сам по себе, значи, не мора да биде метаболизмот и веќе етаблиран диабетот, значи да настане нарушување на гликемија на гладно или после оброк, значи за да ние ги задоволиме критериумите дека кај тој човек настанал шеќерна болест или скриен шеќер, а веќе може да се чувствуваат последици. Токму тоа е она што всушност и основа за создавање на овој правец кардиометаболизам, за да може да ги препознае овие компликации, бидејќи инсулинот самиот по себе е пролиферативен хормон. Тоа значи дека неговата цел е покрај тоа што треба да ја внесе гликозата во мускулите, во црниот дроб, во мозокот, во сите ткива, тој исто така делува и на раст на клетките на пролиферација. При тоа е можно да се случат грешки, па покрај инфламаторните заболувања да настанат дури и сериозни заболувања како што се малигнумите. Докторке, кои фактори најмногу го нарушуваат кардиометаболното здравје? Пред се покачената телесна тежина, меѓутоа скоро секогаш во комбинација со намалената подвижност, а тоа оди во прилог на намалена мускулна маса. Значи во основа метаболизмот нели представува една функција на
термогенеза, значи производство на енергија во самото тело, кое што генерално зависи од обемот и од квалитетот на мускулатурата која што ја ние поседуваме, а пак самата мускулатура зависи од начинот на нашето живење, односно колку ние живееме седентарно, колку сме подвижни на секојдневна основа и колку правиме вежби така наречени на резистенција. Зошто? Бидејќи тие вежби ги јакнат и ги зголемуваат мускулите. Кога ние имаме квалитетна мускулна маса и сме подвижни, ние имаме повисока стапка на тој метаболизам, што значи дека ние брзо генерираме топлина, енергија и брзо трошиме калории. Тоа е всушност едната страна на заболувањата на метаболизмот. Од друга страна, кога немаме значаен и квалитетен состав на мускулатурата, ние на некој начин по автоматизам сме склони да не ги трошиме калориите, да натрупуваме масноти, а овие масноти делуваат пореметувачки на метаболизмот во смисол на инсулинот, меѓутоа долгорочно предизвикуваат воспаление во организмот, при што настануваат сериозни отстапувања во регулацијата на ситоста, гладот и метаболизмот конечно. Така, но и во долгорочно и кардиоваскуларни заболувања. Компликации, да, бидејќи овој инсулин кој го споменав, директно дејствува на ѕидот на крвните садови на начин што самиот инсулин по себе ги стврднува, делува да се здебелува таа интима медија и делува артериосклеротски од една страна, а од друга страна неможноста, неефикасноста на тој инсулин кој ние не го мериме постојано во текот на денот. Меѓутоа како внесуваме храна, храната е стимул, панкреасот да лачи инсулин, тој инсулин треба да делува и на црвниот дроб, и на мускулите и да ја регулира таа гликемија и оние немерливи вредности, флуктуации на гликозата по оброк може да бидат исклучително токсични, бидејќи се поврзуваат со протеините во крвта, создаваат одредени продукти кои имаат тенденција да влегуваат во ѕидот на крвните садови, малите и големите, и на таков начин да бидат основа за грубо ние ги класифицираме кардиоваскуларните компликации како макроваскуларни, оние што ги гледаме на големите крвни садови, како на крвните садови на срцето или каротидите, и малите крвни садови, како што се бубрежните крвни садови и крвните садови на очите, на пример. Така. Кои симптоми можат да бидат прв знак дека нешто не е во ред со кардиометаболното здравје, а всушност граѓаните ги занемаруваат тие симптоми? Всушност, симптомите се доста неспецифични. Тоа значи дека немаме конкретни симптоми кои брзо и нагло ни скренуваат внимание. Се преклопуваат со други состојби. Се преклопуваат и всушност ние регистрираме функционални испади, па имаме замор како еден од најнетипичните симптоми. Потоа, постојани мисли околу храната, така наречен food noise. Постојан стремеж, копнеш за храна која што е хиперкалорична и особено богата со концентрирани јаглехидрати. Популарно кажано, сакаме да каснеме нешто сладко. Значи, сладко или нешто што е со процесирани јаглехидрати од типот на пецива, сладоледи, пици и така натака. Потоа, главоболки може да се јават или заматен вид. Кај мажите, кај жените може да се јават од репродуктивната страна испади, например, испади во нерегуларности во менструалниот циклус кај жените, а кај мажите може да се јави еректилна дисфункција. Значи, зголемен замор, особено во тек на напор, неможност да се толерира физички напор. Дебелината, нели, пред се онаа центрипетално поставена дебелина околу, па доволно е нели да го погледнеме човек и да видиме неговата конфигурација, каде се надолжуваат мастите, и тоа ни е еден од знаците. Исто така, ефектите на инсулинот ги гледаме преку промени на пигментација на кожата, значи одредени темни дамки или пак мали израстоци, како skin tags на англиски, значи мали израстоци кои обично се јавуваат на места кои што околу ланчиња, како папиломи. Како папиломи, да. Значи, исто така се асоцирани со може да не упата да размислиме дали како комбинација нели на сите овие симптоми може да помислиме на кардиометаболен синдром. Дали човек може да има сериозен ризик од кардиометаболен синдром, иако наведум се чувствува здраво? Да, доколку нели перцепцијата за човекот е дека здраво е да биде седентарен, да не вложува голем напор, или сите ние треба да се тестираме колку ние всушност имаме онаа физичка сила која што сме ја имале во текот на младоста. Да, не колку сме ние подвижни, колку ние имаме
стимул да се придвижиме на кратки дистанции, а нели да отидеме да набавиме некои во куповина или било кои активности, колку имаме капацитет да ги завршиме работите во текот на денот, а да бидеме подвижни, да не користиме возило. Колку исто така имаме контрола над апетитот на гладот. Така што можно е да се случи да ние се чувствуваме здраво, всушност позадински да имаме сериозен проблем кој што ни го нарушува здравјето, бидејќи многу години наназад се случуваат овие метаболни промени кои ги афектираат малите крвни садови и сите наши клетки всушност, бидејќи во процес, во континуација е една инфламација во организмот. Што значи тоа? Значи, исто како кога ни се случува некој акутно воспаление, бронхит, уринарна инфекција или било што кожна инфекција, овој тип на инфламација кој што за жал современата храна како процесирана храна која нели се разликува многу од храната на која што ние сме навикнати, како една споредба само човекот кога првобитниот човек внесува 100 грама фибри во својата секојдневна исхрана, ние внесуваме само 15 просечниот човек. Значи, овој процес на инфламација прави на вистина растителни влакна, свежа храна со вистински нутриенти, непроцесирана храна која прави огромни флуктуации всушност на глукозата и на други инфламаторни материи во храната, предизвикува сериозно нарушување, и тоа се препознава. Сериозно нарушување во регулацијата на ситоста, на гладот и она што, например, се вклучува како по конкретен пример да го објаснам, особите кои што имаат вишок на телесна тежина, навистина имаат проблем, не се работи за намалена волја да ги спроведат диетата, режимот, процесот на ослабување. Зошто? Бидејќи точно во центрите за ситост и глад утврдено е дека се случува нарушување, дегенеративни промени, таа инфламација кои ги уништуваат клетките кои треба да се активираат кога процесот на гладување треба да запре. Тие механизми се целосно нарушени, меѓу другото и поради инсулинската резистенција. Има еден парадокс, мозокот вистина користи гликоза, меѓутоа во услови на инсулинска резистенција таа гликоза не може да навлезе во клетките на мозокот и мозокот да ги заврши своите метаболни процеси. Значи таа е блокирана, останува во циркулацијата и заради тоа организмот, центрите испраќаат повторно сигнали дека организмот е гладен. И затоа се тие cravings, односно неконтролирана глад, кризи за шеќери, особено за шеќери и сладко, и всушност организмот, човек мисли дека му е потребна таков тип на храна, ама многу кратко после тоа доживува слом на некој начин, пад во енергијата. Така што таа инфламација дефинитивно, која што ја среќаваме и во црниот дроб, па дури и во панкреасот, тоа може да се види на ехо, да кажеме, која што ја гледаме како центрипетална дебелина, предизвикува сериозно расстройство кое што е тешко со класична диета, кога веќе ќе одмине поголем степен да се изрегулира, и покрај инсулинската резистенција се работи за резистенција и на лептин, хормонот на ситост, и на агрелинот, хормонот кој што се излачува од цревата, од желудникот, дејствува неконтролирано, не може да се инхибира организмот да се опре глад. Така, тука да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи и ќе продолжиме понатаму околу останатите аспекти околу кардиометаболизмот. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден и убав ден да имате. Исто и вие. Вака ме интересира докторката, ако може да ми објасни, ќе ја молам. Ми кажува дека зголемена аорта сам имала, ми дават небилет и розит за притисокот и за мрснотијата. И имам на градниот кош, како што вика докторката, тачки, такви црвени, едно 2 години ми се фрлија од градниот кош покрај дојките на градите, така. Па ќе ве молам докторката, што ќе ми каже, што ќе ми објасни, кај работи, ако сакате да ми кажете. Така, во ред ќе добиете секако одговор, совети, препораки за што би станувало збор, но и каде да се обратите понатаму на понатамошни исследувања. Значи, веќе се јавила компликација, немам доволно податоци за гледачката, нели во која возраст е, дали има покачен крвен притисок, веројатно има масноти, меѓутоа, она што е важно е да се истакне аспектите на кардиометаболизмот, треба да ги покријат и метаболните промени. Доколку има центрипетална дебелина, значи
таа е основа за оваа инсулинска резистенција, бидејќи висцералните масноти, оние масноти скриени внатре во органите, се всушност ендокрин орган, кој ги лачи овие инфламаторни цитокини, она што претходно го зборував, го перпетуира, го одржува. И тука нема да можеме, делуваме само парцијално, делуваме само на пореметените масноти, кои може да бидат дел од тој спектар на метаболен синдром. И покачени масноти, кои што се карактеризираат со покачен крвен притисок, дебелина, покачени триглицериди, нарушувања во маснотиите, покачен ЛДЛ холестерол и намален ХДЛ холестерол. Значи, ние со терапијата делуваме на ЛДЛ холестерол, меѓутоа треба да делуваме и на инсулинот, кој е дефинитивно многу чест и многу често, нели, во ординација индицирам, значи ги праќам пациентите или на проценка на гликоза, нарушена гликемија, она гликоза која што ја мериме гликемија, шеќер на гладно, со инсулин на гладно, или пак тест на оптеретување кој што ги мери и вариациите, флуктуациите на шеќерот после стимулација со гликоза во првиот и во вториот час, меѓутоа инсулинските криви. Зошто е тоа важно? Бидејќи треба да се разграничи инсулинската резистенција може да биде во црниот дроб или пак во мускулите. Доколку е во црниот дроб, се манифестира најчесто како покачена гликемија на гладно. Додека онаму каде што се случува мускулна резистенција, имаме неконтролирано покачување на инсулинот во вториот, првиот и особено во вториот час. Зошто ни е тоа важно? За да знаеме да делуваме на инсулинската резистенција на црниот дроб веднаш со лекови и со нели правилен начин на живење, бидејќи доколку настане како подоцнежен стадиум мускулната резистенција, имаме малку по-сериозна задача мускулите да ги зајакнеме, што да речеме во една одредена возраст, кога во андропауза или во менопауза, кај жените навистина е многу тешко, бидејќи го немаме ефектот на естрогените кој ни е многу важен за да ја сочува мускулната маса. Така. Ќе слушнеме уште неколку гледачи со нивните прашања. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Само ќе ги замолам колегите од режија или подобро да може да го појачат тонот за да се разбереме. Повелете. Да, сега ве слушаме. Добро. Јас да прашам нешто. Сум жена во години. Со притисакот нешто не можам да го стабилизирам. И така, не сум дебела, не сум 1,70 м сум висока, 74 килограми. Што да превземам за притисакот? Така, останете на линија доколку имате подпрашање. На која возраст сте? Ја 75. Така, дали лабораториски се уредни показателите? Шеќер немам, масноти немам, ништо тоа немам. Дебелината не ми е многу, 74 кила. Али треба да биде помалку или како, а притисакот ни варира многу. Спие добро и колку се движи? Се движам, јас од село, работам, мислам, седната, например, си готвам, не јадам праженици, такви работи. Така. Во ред, ќе добиете диагноза, дали имате ли освен хипертензија, предпоставувам, од матичниот? Таблетки други не пијам. Само за притисокот. Значи, ова е релативно добар профил на една особа на 75 години со сочувана телесна тежина и дневна подвижност. И всушност, најверојатно, дека притисокот е резултат на возраста. Значи, знаеме дека лајфстајлот може да придонесе побрзо да се јави покачен крвен притисок во порана возраст, меѓутоа на возраст на 65 години веќе очекуваме да крвните садови имаат намалување на еластичноста заради декомпозиција на еластин и колаген и веќе имаме потреба за додавање на терапија. Значи, веројатно оваа состојба со адекватна терапија треба да се санира. Остана само прашањето за спиењето, дали е регулирано, бидејќи спиењето ни е дефинитивно многу важен фактор во сите заболувања, меѓу другото и метаболните заболувања, бидејќи кога имаме нарушен сон, всушност повторно хормоните кои што ни го контролираат нашиот живот се изместени, имаме покачен кортизол, а тој делува на останатите хормони и прави отстапувања и едноставно го менува нашиот живот. Така, помалку од 7 часа спиење дневно се пореметува. Да. Така да ги слушнеме следните гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден.
Дали се слушаме? Поздрав до водителот и поздрав до докторката, многу. Слушате? Да, ве слушаме. Поздрав и до вас. Благодарам. Само сакам, бидејќи се пронајдов во многу работи и многу да не ви одземам време, многу ќе бидам благодарна каде може да ја најдам докторката и сакам во многу работи и метаболизам и све се пронајдов, да ми каже каде можам да ја најдам докторката. Така. И кога? Во ред. Те молам, поздрав, голем поздрав, каде можам да ја најдам? Так, во ред, еве, каде може да ве најдат гледачеве кои имаат симптоми или се чувствуваат Да, може да го најдат контактот од мојата ординација, доктор Маја Шушлевска, на интернет. Но ќе го оставиме и по завршување на емисијата контактот, за да ординацијата сите е во Скопје, во центарот на градот. Во центарот позади универзалната сала, да, во близина на универзалната сала. Благодарам за поздравот. Специјалистичка ординација за интерна медицина и кардиологија. Да. Доколку имаме следен гледач, добар ден, во програма сте. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден, среќен ден. Исто и вам. На 73 годишна возраст, Така. крупна сум, имам сало, слабо се движам, бидејќи имам тинитус, вртоглавица, миниер со центарот и спондилоза дископатија. 3-4 пати паѓам и сега не можам да одам од нозете. Правам контроли, пијам за тироидна, се ми е на граница, проверувам крвна слика, ама шеќерот ми се подкачува, ми варира, бидејќи сум сама, брат, мајка и татков ми почина, а јас сама останав. И сега сум малку така како под стрес, како се плашам од удари и се плашам да излезам. Ако влезам во продавница, мене ми смета клима, ми смета гужва. И повеќе сум, си одев нормално. Како паднав, јас си заседнав и не можам да одам. Колку време е таквата Колку состојба? време е ваква состојбата, прашува докторката? Година, две ќе биде. Во ред ќе добиете... Притисокот ми варираше, го средив, и сега сабајле го мерев кај комшиската шеќерот, 6,3 ми беше, а знае да отиде до 8, нешто. На 73 годишна возраст. Да. Така. Во ред ќе добиете совети, препораки, но и упатства каде да се обратите доколку има потреба од понатамошни исследувања. Секој е добро, господје. Да, значи треба да направи кардиоваскуларна проценка, да се види дали тие вртоглавици се диагностицирани како миниер, меѓутоа да се процени циркулацијата во мозокот, каротидните артерии, вертебралните артерии и проценка за состојбата на срцето, да се видат капацитетите, бидејќи особата е веќе на 73 години и она е веќе, оваа ситуација укажува дека го имаме ефектот на дебелината, комбинирана со тој вертигинозен синдром со вртоглавиците, кои што го спречуваат човек да биде физички активен и всушност влегува во еден зачаран круг, кој што веќе покажува и лабораториски отстапување. Значи гликемија над 6, меѓутоа има и екскурзии над 8, што значи влегува во диагнозата, го спазува, го ставолува критериумот за диабет. Значи не се работи веќе само за инсулинска резистенција од страна на црниот дроб, па нарушување на гликемија на гладно, туку етаблиран диабет. Еден од начините да се иницира терапија за диабет, секако диета, меѓутоа многу важно да се оспособи гледачката да се движи, значи да се таргетира, да го надмине тој проблем, со вртоглавиците, бидејќи тие се многу непријатни, а ако се само од внатрешната ува, всушност е една надразба. Го пореметуваат секојдневното функционирање пред се. Дефинитивно, бидејќи во лекувањето на диабетот и во зголемување на виталноста на организмот, основата е во движењето. Движењето, всушност мускулите што прават кога ние се движиме, значи тие впиваат гликозата без да се стимулира лачење на инсулин. Всушност на таков начин се бајпасира хиперинсулинемијата и се делува терапевски на хиперинсулинемијата, која нели претходно зборувавме дека е суштина на проблемот, нели оној зачаран пеколен, да го наречам, круг и во мозокот, центри, значи ќе го подобри апетитот, ќе ја подобри гликорегулацијата, меѓутоа и мускулната маса ќе
ќе ја стимулира и ќе ја сочува. Така. Па од тука бројката на вагата или составот на телото, што е поважно? Дефинитивно составот на телото, бидејќи вака унитарно погледано, само килограмите како килограми навистина ни даваат многу Значи, информации. бодимас индексот е само една општа ориентација. Да, така. нели, да добиеме представа една особа со одредена висина, колкава маса има, па еве на пример имаме спортисти кои мускулното ткиво, кои засема голем процент имаат и повисока телесна тежина. Нели, во тој контекст телесниот состав кој што се анализира на апаратите InBody, како што е апарат кој користат нисковолтежни струи и кои поминувајќи низ телото наидуваат на различен отпор всушност низ мускулите и низ масното ткиво и течностите, ни ја разбиваат композицијата на телото на тие сегменти: масно ткиво, мускулатура и вода. Што тоа всушност значи? Значи дека ако има човек голем степен на масноти, особено висцерални масти, тоа се мери со површина на висцералните масти, ние всушност го скенираме неговиот ризик. И особено ако има намалени масноти, особено после една одредена возраст. Тоа значи дека ние можеме да направиме еден кардиометаболен профил на пациентот, на човекот, со кој можеме да дадеме насоки како да се менува, како во кој степен или да почне вежби на резистенција за да зголеми мускулна маса, или пак доколку има добра мускулна маса, а има голем степен на висцерални масноти, или форсираме повеќе исхрана, а во дадени ситуации доколку кардиоваскуларната проценка укажува на веќе настанати компликации, тогаш можеме да иницираме и терапија. Така, докторке, како се мери телесниот состав? Се мери на таков начин... И што представува всушност телесниот состав? Значи, се мери на таков начин што пациентот треба да застане на вагата на која што има метална основа за да ги постави стапалата и со рацете исто така се држи за одредени рачки, значи постојат одредени точки низ кои што поминува таа нисковолтажна струја. Процесот е многу краток. Безболен? Безболен дефинитивно. Всушност се мери биоимпеданца. Таа биоимпеданца нели покажува нашето тело има електрофизиолошки карактеристики, значи различно реагираат на струјата мускулите, различно реагира масното ткиво и при тоа за мускулите еден дел што е многу важен го карактеризира квалитетот на мускулатурата, го нарекуваме фазен агол. Тој фазен агол е всушност функција на спроводливоста на струјата низ мускулните клетки и капацитетот на истите да ја задржат таа струја кога делуваат како кондензатори. Што се поздрави, поголеми, поразвиени тие мускулни клетки, тој фазен агол е поголем и тоа на пример е многу важен момент, бидејќи она што го кажавте на почетокот, една особа со ниска телесна маса може да ја има таа ниска телесна маса и за сметка на намалена мускулатура. Па оттаму овие луѓе немаат толку добар профил како оние кои можеби имаат поголема телесна тежина, меѓутоа имаат поквалитетна мускулна маса. Што во праксата, да кажам, повремено го гледам кај поранешни спортисти, кои имаат одлична мускулна маса, меѓутоа во текот на времето накачеле и телесна тежина. Да, се наталожило, како што се вели народски. А зошто е важно да знаеме каде се наталожени мастите, а не само колку тежиме или колку килограми имаме? Бидејќи кога се наталожуваат маснотиите во стомакот, она центрипетално висцерално масно ткиво, всушност се разликува од масното ткиво кое што го имаме кога сме помлади, ако евентуално имаме малку стомаче на 20 до 30 години. Особено во средниот дел од животот, над 40, бидејќи тогаш се случуваат тие хормонски турбуленции, паѓаат естрогенот, прогестеронот кај мажите, тестостеронот, тоа предизвикува зголемена сензитивност на кортизолот и во современиот начин на живење оваа турбуленција прави да се создаде основа за инсулинската резистенција, а таа инсулинска резистенција во стомакот директно преку крвните садови, преку порталната вена ги внесува во црниот дроб маснотиите. И тоа е основата всушност за хепаталната црнодробната инсулинска резистенција. Од друга страна, она што го спомнав, инсулинската резистенција делува на центрите за ситост и глад во мозокот. Значи, тоа е основата за овие метаболни нарушувања, која води кон таа тивка инфламација, која што значи дека во организмот постојано гори некој тивок оган, сликовито да се изразам, и го зачадува организмот.
И тоа е она што се манифестира, нели, со оние симптоми кои што ги неможност да се намали телесна тежина, функционални исподи, замор, нарушување во спиењето, неквалитетен сон, ирегуларности во менструалниот циклус, појава на промени на кожата и така натака. Така да тоа ни е појдовна точка, тоа висцерално масно ткиво кое што нели го имаме кога имаме здебелување во пределот на стомакот. Порано се сеќавате, го нарекувавме како пивски стомак. Значи обично. Да. Меѓутоа сега не е само пивски стомак. Но и салото, како што народски се нарекува, е навистина аларм. Да, значи може да е особата слаба во другите делови, да нема вишок на масноти во пределот на рацете, грбот или во пределот на нозете, меѓутоа изолирано во пределот на стомакот е силно поврзана со, особено кај мажите. Можеме да кажеме дека се случува да имаме изолирана центрипетална дебелина. Значи полошо е само на стомакот. Дефинитивно. Значи тоа е патолошки знак за метаболни нарушувања во кои доминира најчесто инсулинската резистенција. Кој треба редовно да го мери и на колку време телесниот состав, кај кои лица најчесто се препорачува? Со оглед на начинот на живење во денешницата, практично сите треба да го мериме, особено во периодот кога настануваат хормон преод, транзиција во животот, кога влегуваме во друга фаза од репродуктивното здравје и тогаш всушност ризиците многу растат. Тие се индивидуални, меѓутоа можам да кажам дека метаболизмот опаѓа дури после 30-та почнува да опаѓа после 30-та година. Меѓутоа значаен пат има после 40-та година во животот и тоа е период кога треба да превземеме сериозни мерки, нели, начинот на живење да го држиме строго, со контролирана исхрана, со квалитетен сон и со многу подвижност. Како податоците од овие мерења ви помагаат да направите подобар план за лекување или едноставно да им укажете за промени на стилот на живот на пациентите? Доколку навистина има... И на што да променат? Доколку навистина телесниот состав покажува сериозни нарушувања, одстапувања, еве да кажам, со голем степен на висцерални масноти, неквалитетна мускулатура и при тоа имаме исто така изразени маркери лабораториски, значи ги охрабрувам пациентите да превземат по енергични чекори за да се вратат во физиолошка состојба, а доколку настанат и кардиоваскуларни компликации, значи имаме плаки на каротидите, хипертрофија на мускулот на срцето, значи знаци кои ние ги дефинираме, покачен high sensitivity CRP, тој е еден популарен маркер на инфламација, значи ги охрабрувам да почнете со медикаментозна терапија. Така, освен мерењето на телесниот состав, кои други параметри треба да се контролираат, односно да се следат за да се избегнат пред се кардиоваскуларни, но и ендокринолошки ризици? Оние стандардните параметри, нели, кардиоваскуларниот преглед да ни покаже дека немаме знаци на покачен крвен притисок или дебелината. Исто така на ехокардиографија навистина може да се издвои наодот во однос на оној кај човек кој што е во некоја нормална функционална состојба, кој е подвижен, кој нема телесна тежина, значи да се мери редовно крвен притисок, да се прават сепак основните лабораториски испитувања, да се направи просек на шекер, многу често инсулин накладно, бидејќи тој ни е, како што веќе напоменав, важен параметар. Дури иако во лабораториите референтните вредности се околу 27, зависно од која до која лабораторија, одредени студии укажуваат дека инсулинот на гладно треба да биде, замислете, под 8. Значи горната граница е 8 или 10. Постои исто така и друг маркер, хомоцистеин, кој е многу често поврзан со метаболниот синдром, значи со дебелината и со висцералните масноти, и за него исто така граничните вредности се 12, меѓутоа оптимални вредности се под 8. Да не ја заборавиме и тироидната жлезда, бидејќи кај тироидејата, кај оние пациенти, односно луѓе кои имаат нарушувања во функцијата на тироидејата, оптимални... Посебно хипертироидизам. Хипотироидизам, кога имаме намалена функција, значи зависно од возраста и метаболниот статус, треба да целиме кон по оптимални вредности, не гранични вредности на тие параметри кои ги мериме, така што постојат многу елементи кои треба да бидат запазени за да му помогнеме на пациентот кој се справува со
ова предизвикувачка всушност задача да да спречи кардиоваскуларни компликации. Комплексен, обсежен, да наречаме проблем, меѓутоа не и нерешлив. Нерешлив. Так, Да, не може да се нерешлив, со контролира, знаење и со упорност. да се стави под контрола, меѓутоа она што ги загрижува граѓаните кои имаат ваков проблем, зголемен обем на стомакот, се мачат, не можат да го нормализираат, како да го направат тоа? Значи во другите делови, како што објаснивте, раце, врат, нозе се слаби. Так, значи со правилна проценка, со утврдување на метаболниот профил со помош на телесен состав, лабораториски параметри, со многу информирање околу исхраната, бидејќи на своја рака почнуваме диети, па ги имаме популарни диети кои што исклучуваат јаглехидрати, па сега дури и светските организации нутритивни, кардиолошки укажуваат дека храната треба да биде повеќе со месо. Она што моите сознание укажува дека храната треба да биде антиинфламаторна. Значи храната треба да биде свежа, здрава, да има многу дисциплина, значи да не се прескокнуваат оброци и концентрирана во делот, во утринскиот дел. Многу студии укажуваат дека редовните појадоци превенираат скокови на инсулин во текот на денот и организмот има тенденција метаболната активност да ја реализира во првиот дел од денот. Навечер, значи, хормоните се смируваат и организмот се спрема за регенерација. Така што дисциплината, информираноста, храната која што има и антиобезитен ефект, всушност, мислам, звучи можеби парадоксално, меѓутоа многу овошји и зеленчуци, особено овошјата, иако содржат доста јаглехидрати, гликоза и фруктоза, имаат антиинфламаторен ефект. Тоа значи имаат антиоксиданси со кои што може да направат реверзија на оние штетни ефекти што ја има инфламаторната храна. Значи многу информирање околу квалитетот на храната, тајмингот на оброците, околу подвижноста. Еве сега имаме и нови насоки дека многу е важно после поголем оброк, ручак еве на пример, да се придвижиме барем 10 минути, бидејќи на таков начин ние решаваме инсулинската резистенција дури поефикасно отколку терапија, бидејќи глукозата која што храната навлегла во стомакот ја пренасачуваме директно и ја олеснуваме влезот со помош на активноста на мускулите, да таа влезе во мускулатурата и го бајпасира панкреасот и на таков начин ја смали инсулинската секреција, па на таков начин гледаме да ја стабилизираме хиперинсулинемијата. Тоа е едната работа. Другата работа, она популарно, ние вообичаено јадеме салата, па другите оброци. Значи, кога јадеме салата, внесуваме салата која што има фибри и тие фибри се некогаш растворливи, нерастворливи, го облажуваат желудникот и прават една бариера која што невозможува јаглехидратите брзо да навлезат во. Значи, треба да се почитуваат тие традиционални правила, да се јаде споро, да се внесуваат течности. Сепак значи, балансирано, умерено и многу физичка активност за добро здравје пред се, како заклучок за емисијата. Ви редовно следење на телесниот состав. А онаму каде што е потребно и да се иницира терапија, бидејќи современите пристапи навистина имаат ефекти и дури се доближуваат до степенот на ефикасност на баријатрска хирургија. Едноставно се подобрува функционирањето и секојдневното живење. Така. Ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството и кое го споделивте со нашите гледачи. Ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ми беше задоволство да можеме да поразговараме на оваа тема. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!